Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва тема на дебатната емисија, закажана од страна на невладината организација КААМ, ќе ни биде ефикасноста на услугите од страна на институциите за граѓаните на локално ниво. Гостин на вечерашната дебатна емисија ќе ни биде и представник од агенцијата, односно од Центарот за вработување, Маринчо Чапевски, референт за поддршка при вработување. Добро вечер за гостите. Добро вечер. Зоран Биков е дипломиран социолог, координатор за демократија и развој на човечки ресурси при невладината организација на КААМ. Да видиме што сака КААМ да каже на граѓаните вечерва. Добро вечер до граѓаните. Благодарност до Дејден што ни излезе во пресред да организираме една ваква дебата. Значи, како што кажавме, темата на дебатата е ефикасност на институциите, односно нивните услуги на локално ниво, како и задоволството на граѓаните од истата. Морам да истакнам дека за оваа дебата беа предвидени повеќе институции да учествуваат, значи од локална самоуправа, агенција за вработување, трудовиот инспекторат кој има големо влијание на спроведувањето на законот за работни односи, Центарот за социјални грижи, меѓутоа единствено се одзва на поканата представникот од агенцијата за вработување. Ќе започнам со тоа што дека оваа емисија е дел од серија на емисии што ги организира дебати НВО-КААМ, дел од Цивика програмата, чија што цел е да се зајакни капацитетот на невладината организација КААМ од една страна, но од друга страна да ја зголеми транспарентноста на институциите на локално ниво, соработката со институциите и да извршиме мониторинг на услугите што истите ги нудат. Токму од овие причини, најпрво ќе почнам јас како представник од НВО-КААМ, ќе кажам кои вид на услуги ние ги нудиме за граѓаните. Значи вака, ние нудиме бесплатна правна помош за сите невработени лица, корисници на социјална помош и други ранливи категории како самохрани родители, жртви на трговија со луѓе и така натаму. Нудиме сместување, односно инволвирање во детските градинки за сите деца од 3 до 6 години, што се од ромска националност, и истовремено оваа активност мора да кажеме дека од инклузивен карактер дополнително се сместуваат, односно се вклучуваат во образовниот процес и деца на македонци кои што се од ранливи категории. Трет вид на активност што вршиме е здравствена едукација за самите роми, помош при нивно пререгистрирање и во моментот спроведуваме дополнителен проект, односно тоа е мониторинг на здравствениот буџет што е за здравниот дом во општина Делчево, но и степенот на имунизација како и имплементацијата на програмите на деца и мајки. Сега би дал збор, доколку ми се дозволи, на представникот од Агенција за вработување да ги каже нивните активности што ги спроведуваат, па потоа би продолжил повторно јас. Добро вечер на гледачите на Дејден телевизија и благодарност до телевизијата што ме покани да учествувам во емисијата. Видите, за да се искоментира ефикасноста на една институција, прво треба да се знае и да се објасни кои се активностите и кои се целите на тие активности и обврските на институцијата. Поточно, активностите на мојата институција од кај што доаѓам не се повеќе само евиденција на невработени, како што беше пракса да се коментира во општината, меѓу граѓаните, меѓу вработените, дека ние само вршиме евиденција на невработените и скоро ништо друго. Сакам да објаснам дека покрај овие активности последните години Центарот за вработување од Делчево се сврте кон активни мерки за вработување и за подпомагање на невработените лица и фирмите, односно бизнисмените. Такви мерки кои спроводи Центарот за вработување Делчево има повеќе. Јас би спомнал само дел од мерките, односно од програмите. Како прво, мерка, односно програма самовработување и самовработување со кредитирање. Потоа имаме мерка поддршка на формализирана постојани бизниси, потоа мерка за дополнителни вработувања. Тука треба да ги спомнам обуките кои ги вршиме во Центарот за вработување овде во Делчево,
да напомна дека се дава бесплатни обуки за странски јазик, обука за компјутери. Потоа имаме спроводење на обуки во текстилните фирми за помлади лица од 29 години. Имаме обука која треба во наредниот период да се изврши во Скопје, обука за млади лица со високо образование за информацијски технологии кои се дефицитарни на пазарот. Тука како една од активните мерки е мерката субвенционирање, каде што го подпомагаме вработувањето на одредени категории на луѓе, на невработени, помлади од 27 години, потоа на луѓе, односно лица кои останале без работа поради затварање на фирми, технолошки стечаи, на лица над 55 години, понатаму субвенционирање и вработување на инвалидни лица кои се вработуваат во заштитните работилници, економска јакција на жени, односно жртви на семејно насилство и програма за поддршка на роби. Добро, јас тука малку би ве прекинала, значи Агенцијата за Центарот за вработување нуди и посредување, најповеќе посредување кај запослување. Темата на денешната емисија е дали граѓаните се задоволни од сето тоа што го нудат институциите. Во случајот вечер имаме една институција. Дали мислите дека граѓаните се задоволни од тоа што го нудите вие како Центар за вработување? Па видите, ако сега подетално ги објаснам сите овие мерки кои ги спроводиме. Ќе ги објасниме во текот на емисијата, да? Да. Јас мислам дека граѓаните треба да се задоволни од мерките, од условите и од услугите кои ги спроводи Центарот за вработување Делчево, бидејќи самиот факт дека ние имаме околу 4200 невработени, тие 4200 невработени во 2 месеца сите дојдат во Агенцијата за вработување, во Центарот за вработување, а да дојдете да погледнете, никој пат нема гужва. Значи, ефикасно работиме, си ја гледаме работата, ги вршиме условите на време ефикасно и мислам дека сте одговорни и се задоволни граѓаните. Што мисли Зоран Биков? Имате ли анкета направено нешто, имате ли не конкретно за центарот, општо за институциите? Значи, за да можеме да зборуваме за квалитет и оценка на работењето на институциите, ние мора да имаме некои мерни индикатори и некои показатели. Најпрво ќе почнеме од самите нас. МВОК има своје сандаче каде што нашите корисници можат да го изразат своето задоволство или незадоволство од услугите, меѓутоа можат и директно да ни кажат што е тоа што недостасува. Или да, апсолутно. Сметам дека сме отворени, знаеме која ни е нашата целна група и во тај смисол сметам дека сме транспарентни. Но мора да истакнам дека наша обврска е, ако сакаме да подобриме состојбата на нашата целна група, дека ние мора да соработуваме со институциите. Токму заради тоа ни се многу важни институциите, доколку сакаме да пружиме квалитет во работењето, подобра состојба на нашата целна група, ние мора да соработуваме. За да видиме што е тоа што им недостига на нашата целна група и колку тие се задоволни од квалитетот на услугите што ги нудат институциите, ние спроведовме мониторинг на повеќе институции. Ќе започнам со институцијата локална самоуправа. Во самата анкета, значи спроведовме анкета во критичен ден кога е приемен ден кај градоначалникот и истовремено кога се вршат услуги од страна на урбанизмот за прифаќање на барања за легализација, катастарски размери и така натаму, ние спроведовме анкета. Од спроведената анкета можевме да заклучиме неколку важни сегменти. Значи, анкетата беше насочена кон неколку варијабли, односно задоволство од услугите, транспарентност на институцијата, перцепција на институцијата и љубезноста на институцијата. Можам да кажам дека од 55 анкетирани граѓани, дури 30 лица излегнаа со оценка дека не се најзадоволни со услугите што ги добиваат во сферата на локална самоуправа. Од задоволните, при перцепција како перцепираат локална самоуправа, укажаа дека тоа е местото каде што тие добиваат законска поддршка и добри информации за тоа што ја барале услугата. Меѓутоа, од оние луѓе што не ја добиле услугата спрема нив, дека не е задоволителна, нивната перцепција дека
Институцијата всушност представува каде што граѓаните можат да најдат или добра заработувачка, или е место каде што се вработуваат партиски кадри. Значи, тоа не е добро и ние сме тука отворени да работиме понатамошно, да се евидентираат и да се истакнат одговорностите на институциите. Она друго на што се укажува дека постои конфликт на интерес при вработување, посебно во државните институции. За жал мора да признаеме дека во услови во кои се наоѓаме, за жал државата е најголем работодавач. Тоа многу влијае на свеста на граѓаните и на нивната исполитизираност. Значи, граѓаните сметаат поголем дел дека институциите ни се политизирани и дека услугите што ги добиваат не се такви квалитетни и се од нестручни луѓе. На прашањето што е тоа што треба да се промени кај луѓето, кај оние задоволните рекоа дека треба дополнително да се работи со нивна професионализација на кадрот, а кај оние незадоволните дека потребно е да се примат нови, стручни, свежи, љубезни кадри. Се надевам дека институцијата ќе прими оваа забелешка. Ако го зборуваме за Центарот за социјални грижи, значи имаме ваква ситуација, веќе втор пат или трет пат ги каниме на дебата, не доаѓаат. На што укажува тоа дека оваа институција всушност е затворена. На перцепцијата како граѓаните, односно нивните корисници ги прифаќаат, очигледно е дека тие си ја вршат својата работа. Меѓутоа, ја ги поздравувам владените проекти. Како проектот Нема погрешна врата. Проектот дека секој службеник е платен од страна на граѓаните и дека потребно е да му објасни што е тоа што подпишува кога добива некој документ или кога презема некоја одговорност, дека треба најљубезно да му објасни. За жал тоа се случи во Делчево, меѓутоа и на ниво на цела Македонија. Значи многу луѓе беа одбиени како корисници на социјална помош токму заради тоа што и не им беше објаснето дека треба да пријават дополнителен приход и така натаму. Никој не носеше одговорност за тоа. Ние понатаму ќе го следиме, значи ова е првично истражување во средината на годината, ќе имаме уште едно истражување кон крајот на годината. Имаме многу позитивна и добра промена, да речеме, во Фондот за здравство. На почетокот граѓаните го прецепираа како затворена институција, меѓутоа со мониторингот и посебно кај ромската заедница со воведувањето на здравствените параправници кои што остварија многу добра соработка со Фондот за здравство, оценките многу пораснаа. Задоволство граѓани. Ама имаше многу убава понуда за лицата од ромска националност у фонд. Да, значи и за пререгистрација и поддршката што ја пружи ХАМ и се подигне соработката на директна поддршка кон тие граѓани. Апсолутно. Значи ние на тоа инсистираме да се зголеми соработката, Најболна точка на што сакам да алудирам овој пат на оваа дебата е прашањето на квалитетот на живење на луѓето. Прашање што мора да го отвориме. Значи, ние спроведовме своји истражувања, меѓутоа имаме истражување официјално и од Младинскиот образовен форум, во кој се укажува дека младите во Делчево живеат најлошо во цела Република Македонија. Тоа е загрижувачки факт, значи ние не смееме да се играме со судбината на младите генерации. На прашањата како тие ги прецепираат институциите, ги прецепираат како партизирани. На прашањето дали има можности за нивно вработување во Делчево, дури 70% велат не. Мора да се запрашаме зошто е тоа така. Ако правиме варијабла зошто Делчево е во истиот круг со Велес или со Штип, гледаме дека таму имаме црна металургија и пред се второто текстил. Значи, она што е проблем во Делчево, на што мора да обрнеме внимание е што е тоа што се случува во нашите текстилни поголини, односно текстилни фабрики. Знаеме и е многу јасно кажано и до сега дека текстилните работници работат по 29 дена во месец. Значи не е доволно само на некому да му дадеш вработување. Треба да знаеме за колку пари и колку време троши во тие организации. За жал, колку пати реагиравме до трудовиот инспекторат. Немаме никаков одговор. Еве и последниот празник што беше Бајрам, сите беа на работа. Имавме пријава до трудов инспекторат, нема реакции. Токму заради тоа, ние сме повторно тука и ќе инициираме уште една средба, уште една јавна дебата на која што ќе ги повикаме граѓаните. Ова веќе вака не може да продолжи. Мора сите заедно да работиме да се подигне квалитетот на живење. Не може за време на празници да се работи. Комисија за еднакви можности при локална самоуправа оформена од Совет и така натаму. Зошто постои?
постои за да можат мажите и жените да бидат во еднаква положба. Ако знаеме дека во текстилот работат пред се нашите жени, мајки и така натаму, во каква состојба се тие? Што работи таа комисија? Само мислите дека сето тоа се работи само во текстилни фабрики? Значи, нагласив текстил, меѓутоа Да. треба сегде да функционира, да имаме владење на правото, да имаме правна држава. Значи, ние во овој случај имаме затвореност на институциите кои што се кријат. Значи, Чекај, да го прашаме Чапевски, дали се сложувате со се Не, што кажа? во целост не се сложувам, бидејќи како прво институциите не се партизирани. Јас си тргнувам мојата институција. значи тоа е перцепција на граѓаните. Центарот за вработување не е партизирана институција. Мислам дека, да не зборувам сега во име на Фонд за здравство или На Центар локална за социјални самоуправа, работи, да. не сме ние партизирани, тоа не е точно. Сега не знам истражувањето какви се, него и друга, има и друга страна на медалот. Да речеме, имаме ние сега барање за вработување на 100 невработени лица, 40 во Крзно, 20 во Нефи. Сега да ги побараме луѓето, Тоа се текстилни дали ќе фабрики. дојдете на работа, не се служува да додат во работа. А зошто не сакате да идете? Па не знам, не сакам да сум шивачка. Во локална сака. Да, не сакам да сум шивачка, ако може да сум чистач на конец или да сортирам крпи, да сортирам кошули. Значи не е точно дека се толку црни состојбите во фирмите, бидејќи ние како институција сме стално Поседа на тие фирми, јас мислам ги дека знаеме текстилството условите какви се. еднаш е кажано најцрниот дел. Меѓутоа, нашите млади бараат работа и тоа бараат работа во локална самоуправа, бараат работа во Министерство за финансии, бараат работа во полиција, бараат работа во управа за приходи. Никој не сака да му понудиш работа во производна организација, во погон, никој не сака да иде. Секој вика, не одам таму, сакам во институција. Ама нема во Делчево, нема фабрика за коли, нема фабрика за авиони, има текстилни фабрики, има. Ние сме претежно текстилен крај, тука добро е што се и овие конфекции најдени да колку толку да има вработување. Да, одредени луѓе се најдат таму побитување и си го решат вработувањето. Значи, апсолутно се согласувам со господинот Чапевски и дека постои добра желба за да се помогне при вработување на младиот кадар во Делчево, посебно во текстилот. Значи, повторно се меѓутоа мора да се вратиме повторно на истото. Каде сакаат да се вработат? Кој е најголем? Каде сакаат? Според вас каде сакаат да се вработат? Значи, во државна институција. Како може да се Кои вработат? сакаат да се вработат во државна институција? Зборуваме за цела популација или зборуваме сега за она што го работи кам ромска? Не, 85% од целокупната владина сака да се вработи во државна институција. Значи, најдобар работодавач е институцијата, односно државата. А не можеме сите да бидеме? Па не можеме. Токму заради тоа треба да креираме економски амбиент. Затоа мора сите заедно да работиме. Имаме локален економски развој или ЛЕР во склоп на локална самоуправа. Требаше да бидат луѓето тука да кажат што е тоа што работат, како создаваат економска клима, како го поддржуваат предприемаштвото во Делчево. Значи, Агенција за вработување истакнува многу добри програми. Лично како консултант при Агенција за предприемаштво и јас учествувам во тие програми, може да кажеме заедно со господинот Чапевски дека во рамки на Делчево најголем број роми ги искористија во процент земено со другите места. Меѓутоа, ние треба и дополнително да работиме на тоа од локална самоуправа да бидат поттикнати тие бизниси, бидејќи тие се кревки. Тие се уште млади предприемачи. Значи, мора да се работи на создавање клима. Зошто имаме бизнис центар? Зошто се доби таа поддршка од владата, односно од Министерство за економија, ако направиме анкета 90% дека не знаат дека тоа постои, нема ни надпис, а не која е услугата што ја даваат. Токму заради тоа мора да работиме повеќе за да имаме ефикасност на локално ниво. Значи, одговорот не сакаат да работат. Не сакаат да работат 30 дена во неделата по број на часови за бедна плата од 5000 денари, ако може да земат 13.000 денари како средниста во институција. Затоа имаме толкави партиски набој и мразење меѓу младите и така. Не, ја не се сложувам дека работат 30 дена во месецот и толку многу часови. Тоа е некоја стара теза, некоја фама која
да ја разбиеме фамата, да идеме утре е сабота, сите заедно, да видиме колку текстилни фабрики работат и кој од нив има пријавено дека ќе работат. Значи сите ќе работат, а никој во трудов инспекторат нема пријавено дека ќе работат. Кога ние пуштиме преставка дека ќе работат и дека е закажано, трудовиот инспектор не излегува на терен. Значи тука имаме една форма на организиран криминал. Од каде вие знаете дека не излегува трудовиот инспектор? Тоа што после тоа го посетиме. И он каже во сабота ми е неработен ден. Значи нему му е неработен ден. Ако му е неработен ден. Видите, сега за да го коментираме дека работат и сабота и недела, треба да имаме и одредени сознанија. На крај краишта требаше да има и представник од фирмите, па да дебатираме. Требаше да има и еден од требаше да поканите еден од. Значи за во среда ние закажуваме јавна дебата на која ќе бидат поканени и работодавачите, и институциите, и граѓаните да можат да коментираат. Значи јавна дебата што ќе најавиме на крајот од емисијата. Добро. Многу конфекции работат само прва смена. Многу конфекции. Не многу, мислам дека сите. Ајде да речем, сега, има моменти кога на луѓето им зависи извозот, па мора да останат и подолго од пропишаното работно време, некој пат најверојатно мора да додат и сабота. Меѓутоа, тоа што спомна околу креирање на работни места, подпомагање. Овие активни мерки што ги спомнав пред малку, баш се целта им е таа. Во овие самовработување и самовработување со кредитирање ние имаме десетици луѓе невработени кои си отворија сопствен бизнис со помош на Центарот за вработување. Самовработување со кредитирање, тоа се кредитите кои ги враќаат, кои се враќаат, додека само самовработување се грантови. Значи, понатаму поддршката за формализирање на сопствен бизнис, на постојачки бизнес. Тоа е една прекрасна мерка кај која лицата кои работат на црно или лицата кои работат подолг временски период, а не регистрирани дејност, да? значи тоа е можност да регистрираат дејноста, да се пријават во агенцијата за вработување, да си направат фирма, за тоа добиват бенефиции, добиват 3000 евра неповратни средства. Понатаму да не ги спомнувам сите овие мерки, бидејќи че ни треба доста време. Добро, во текот на емисијата можеме да тема за тоа. Значи, основното е дека КАМ има сознание дека во Делчево има незадоволство од државните, односно од институциите. Значи, повторно да не одиме во некој друг контекст. Значи, вака. Ние ја поздравуваме ако зборуваме за Агенција за вработување нивниот ангажман. Добро, меѓутоа институциите што се, да речеме, ЛЕР, бизнис центар, не постојат сами за себе, тие постојат за граѓаните. Трудов инспекторат не постои сам за себе, постои за работниците. Синдикат не постои сам за себе, постои за едукација на работниците како да ги остварат своите права. Повторно, да не одиме со затворени очи. Во сабота излезнете, утре е сабота, ќе видите колку текстилни фабрики работат. Ова е Делчево. Сите се знаеме, многу мало место сме. Значи, зборувам уште еднаш. За жал, постои опасност од организиран криминал кој целата оваа мрежа ја поддржува. Значи, можно е некој да финансира. Значи, постојат индиции. Значи, ние не обвинуваме никој, меѓутоа постојат индиции. Кога гледаме и зборуваме со затворени очи, значи постојат индиции. Инаку, ние сме многу благодарни на локална самоуправа за целата поддршка што ја дава на КАМ. Еве, сместени сме во нови простори. Дозволено ни е да имаме секогаш право на критички говор и тоа е за поздрав. Тоа не се случува во многу општини. Значи, локалната самоуправа го поддржува демократскиот процес. Ние сме за тоа тука. Оваа соработка да подигнеме на повисоко ниво. Квалитетот на услугите на граѓаните да биде на повисоко ниво. И не смееме да дозволиме институциите да се кријат за своите врати. Институциите треба да бидат отворени за граѓаните. Оваа дебата е за граѓаните, не е за КАМ. Да, ако веќе зборуваме за криење и за неработење, криминали, веќе тоа е друга работа. Инспекторатот за труд, кој е од сите тие повеќето наброени, е нешто што најмногу е активно што работи по градот. Значи, постои само едно лице, за жал, што се грижи за работни односи, знам дека другото лице е за техничките услови.
Знаеме дека не може да помогне колку. Меѓутоа, затоа сме ние тука и му нудиме отворена рака, да го информираме и да реагира. Комисијата за еднакви можности не треба да постои сама за себе за да држи состаноци. Треба да мислам дека излезе. нема веќе многу работници што работат на црно, што има толку кршење на законот за работа. Нашите сознанија дека може би има некаде, меѓутоа тоа е минимална бројка на луѓе, иако ако има, мислам дека тоа да се провлечат по неколку дена, ден, 2, 3, 5, 10, како порано што беше, нема. Сакам да напомнам или да прокоментираме околу ХАМ организацијата, бидејќи тука тоа е ромско удружение. Јас слободно ќе кажам дека нашето искуство со жените ромки не е за пофалба. Бидејќи и покрај сите наши напори да ги ангажираме... Зошто само со жените ромки? Општо не од целата ромска популација? Зборувам за ромската популација, за жените од ромска популација. Конкретно за жените? Да, конкретно за жените. И покрај нашите заложби, да ги активираме, да ги вклучиме во овие програми, да се изнајде работно место по толку многу конфекции, некако не можеме со успех или да се пофалиме дека имаме успех, бидејќи се одбиваат сите наши понуди и тие што ги вклучиме после многу краток период се откажуваат од причини што се работи во не сабота. можам да работам, а втора смена не сакам да одам, па ќе се мажам за виница, па јас се омажим во кочени, да. и така натаму. Еве сега од овие програми имаме 3-4 ромки. Ама ние за институциите, а се фативме за производителите, тие што сами си создаваат услови, тие што го држат градот. Ајде за институциите да си зборуваме. Значи повторно јас ќе продолжам со институциите. Точно е што зборува господинот Чапевски дека нема доволен одзив од страна на жените ромки, меѓутоа повторно и нема доволна стабилност, тоа е факт. И нема доволна стабилност, меѓутоа повторно зборуваме со затворени очи и со затворени уши. Колку, нека каже господинот Чапевски, колку имаше злоупотреба на тие жени, посебно самохрани мајки, самохранили родители што беа ангажирани во некои мини фабрики за производство на хилохопки, кои што требаше да добиваат по 20.000 месечно, а добиваат по 3.000. Имали? И сега е така. Меѓутоа, по наше реагирање е променен системот. Значи веќе не се даваат парите на работодавачот, него тој да мора прво да прикаже дека му уплатил плата, па дури тогаш. А претходно идеше на друг начин. Значи, континуирано работиме, ама мора да работиме и понатаму. Мора таа соработка да ја подигне. Не може да кажеме дека некој не сака да работи, дека некој сака да живее со 2000 денари социјална помош. Ама тоа не е на кам, Апсолутно. Биковски, тоа си е, значи, така и да работите, порано се даваше плата или се пушта средствата на фирма или на раководител, тоа си е веќе не е на кам работи и меѓутоа и КАМ лобираше за да се промени системот. Да, тоа си е веќе на владата. Се уведе дека е грешка, уште пред 10 години, пред 5-6 години, ние парите по-конкретно за обуките ги даваме на фирмата, на работодавецот. Меѓутоа, 6-7 години... Со текот на време, со искуство се види дека не е правилно. Лицата кои се вклучени во програмите за обука, средствата кои ги давахме на работодавците, сега ги даваме директно на сметка на лицата кои се вклучени во обука. Мислам дека... Значи сите заедно учиме и тоа е добро. И треба да работиме понатаму. И јас уште еднаш од ова место истакнувам дека во среда ние планираме да организираме јавна дебата, на која е добро да дојдат сите институции, ние ќе им испратиме покани, меѓутоа ќе биде отворени за граѓаните. А каде ќе биде таа дебата? Планираме да биде во културен дом, на време ќе биде информирани, вие како телевизија Делчево, Д1, да може да пуштите кајрон, информација, однапред благодарност и за вашата соработка, што секогаш не излегувате во пресред, и ние чест и задоволство што имаме такви партнери кои ни возможуваат транспарентност. А сега прашањето како да се подобри квалитетот или неквалитетот на живење на граѓаните во Делчево, според вас? Па јас мислам дека одговорот веќе го добивме. Со зајатната соработка, со повисоко ниво на соработка, со комбинирање на програмите, значи Агенција за вработување има програми, ние како невладин сектор може да допринесеме во развој на бизнис климата, институциите, тоест пред се локална самоуправа со нивниот тим од локален економски развој и центарот, бизнис центарот што го има
во соработка со со Центарот за социјални грижи, сите заедно, ако соработуваме, да не ги заборавиме работодавачите, Да, не се тие лоши луѓе, тие ја користат лошата клима, за да можеме тие не користат. да ја подобрат состојбата. Да, имате погрешно гледање на тие работи, може би дека вработени во невладени или во институции, не е важно, темата ни е друга вечерва. Значи, оценката за работата на институциите ќе падне на кој? Од Која 1 до оценка? 5, 3. Тројка е царска оценка, Чапевски. Сега зависи која институција. Јас Комплетно нема, Центарот е 5. Да, за Центарот, да, вистина сме Центарот за задоволни. вработување 5. Добро. Друго што ќе им порачаме на граѓаните, затоа што немаме други представници кои што требаше да дојдат, стварно требаше да се дискутира на темата, ќе беше интересна темата. Ние сме толку колку што сме. Значи, ние сме толку колку што сме, меѓутоа ние сме за граѓаните и затоа ги покануваме граѓаните, меѓутоа ги покануваме институциите, тие ќе добијат повторно уште еднаш официјална покана за во среда. Дополнително ќе кажеме точно во колку часот ќе се случи јавната дебата, да дојдат, да дебатираме, да бараме решенија. Седејќи дома, решенијата нема да дојдат. Решението мора да го најдеме. Треба да се, граѓаните треба секогаш да бидат малку поактивни во такви дебати и многу пати и ние како телевизија ги повикуваме да учествуваат и во совет, за ако сакаа нешто да се промени, бидејќи институциите како институции си работат за себе, а ние, уствари, граѓаните, треба да се бориме, Чапевски, да се потрудиме. Доколку е тоа што имаше се да разговараме на вечерашнава дебата, читувани гледачи, јас уште еднаш ви благодарам на вниманието, му благодарам на Маринчо Чапевски на гостувањето и на Зоран Биковски за организацијата на оваа дебата. Благодарам на вас. Благодарам, отворени сме за соработка, секој пат ќе доаѓаме на вашите покани. Благодарам уште еднаш.